Без оглед на излезноста, исходот е предвидлив на општите избори во општината Принц Џорџ, Мериленд. На демократите речиси секогаш им се гарантира победа во најголемиот округ во САД со мнозинско афроамериканско население. Извршниот директор на округот, 11 членови на општинскиот совет, шерифот, службеникот на судот и речиси 20 на пратеници од оваа општина, сите се демократи. Ова е председателот на Демократскиот централен комитет на општината Кент Робертсон. Нема републиканец за кој можам да помислам кој би можел да победи во општината Принц Џорџ. Републиканскиот попредседател во округот Принц Џорџ, Джим Вас, се согласува. Не се случило во мојот живот, а имам 70 години. Така Мериленд стана подемократски наклонет и секако во општина со текот на годините. Тоа не значи дека републиканците во округот треба да се откажат од гласањето на изборите, вели Вас. Ке биде важно во одреден момент. Ако не гласате, тогаш не сте битни. Она што е важно за многу гласачи од двете партии е дека Џо Бајден, веќе најстариот председател на САД, би имал 86 години ако го заврши вториот мандат. Но во оваа област, каде што беше на врвот на анкетите во 2016-та, се наметнува дали Бајден ќе може да ги победи сите предизвикувачи на примарните избори во 2024-та. Не верувам дека има безрезервна поддршка. Ако ги погледнеме ниските рейтинзи, не мислам дека само сите републиканци се чувствуваат така. Тоа се и демократи. И без оглед на тоа како се чувствувам за председателот и како е успешен во раководењето, мислам дека исто така сме свесни дека поединци се загрижени дека тој можеби нема да ја продолжи функцијата уште 4 години. Како што се гледа во другите окрузи во голема мера на демократите низ цела земја, демократите на општината на Принц Џорџ не се монолитни. Демократите поединечно носат различни етикети: прогресивни, умерени, либерални, конзервативни. Во 2016-та Бајден ги обедини против реизборот на републиканецот Доналд Трамп. Сите успеавме да ги надминеме сите наши разлики и да работиме заедно, но исто така ќе видите каде некои од тие поединци мислат дека е потребно лидерство за да се придвижи напред различен кандидат. Тоа влие и на тоа како поединците се чувствуваат дали председателот Бајден треба да продолжи на функцијата или не. Запрашан да ги процени кандидатите за председател од другата партија, локалниот функционер на Републиканската партија Вас вели дека 55 годишниот гувернер на Калифорнија може да им се допадне на демократите во општината Принц Џорџ, може би повеќе од постариот актуелен председател. Некој како Гевин Њусом може да одговори на менталитетот на демократите во општината. Единствениот избран председател во американската историја, кому му беше одбиена номинацијата на неговата партија за втор мандат, беше демократот Френклин Пирс во 1856. Тогаш загриженоста беше кон политиката на председателот, а не неговата возраст.